Фондацијата за култура и спорт е отворена за соработка со сите заинтересирани за збогатување на културниот живот во Куманово, истакна на последната седница на Советот на општината веде директорката Сања Давидовиќ. Презентирајќи го годишниот извештај за настани и манифестации на фондацијата, 2025 година беше оценета како успешна. Основна програмска димензија на фондацијата е исполнување на интенцијата на незиниот основач, а тоа значи реализација на програмски содржини од културата и спортот за кои што локалната самоуправа обезбедува стратешка и финансиска поддршка. Во текот на целата година фондацијата покрај бројни настани предвидени по програмата работеше на реализација како логистичка и техничка поддршка на голем број на настани и манифестации, кои што поголемиот број од нив се одржава во просториите на Занечискиот дом, па каде што се наоѓа и седиштето на Фондацијата за култура. Со воведување на јавниот повик, фондацијата по пад на делегирање надлежности беше носител на голем број на настани и манифестации, а до тоа доаѓаше кога голем број на тие организации се важат за традиционални, но нивните организатори не можат немале уредна апликација на јавниот повик, па тогаш локалната самоуправа по основа на делегирање надлежности им ги делегираше на фондацијата. Пред вас сигурно го имате извештајот за настани и манифестации. Можете да видите и сте виделе дека се подетално образложени сите оние настани, програмски содржини од областа на културата кои што се реализирале во изминатата 2025 година. Тоа се програмски содржини кои што се реализирани и организирани, се одржале според она финансиска рамка, односно финансиски средства каде што на фондацијата и ги доделува, односно и ги одобрува Комисијата за култура, а Советот на општина Куманово ги има изгласано. 2025 година беше успешна и плодна година за фондацијата. Се надам дека така ќе биде и 2026 година. Фондацијата е расположена и отворена за соработка за сите кои што имат нови предлози и идеи за збогатување на културата во Куманово. Може да дојдат во фондацијата да се договориме за идна соработка и за зголемување и на програмата на фондацијата и за општината. Само сакам да изразам благодарност до вас и вашиот тим. Знам дека сте само тројца што го работите ова и навистина бидејќи одам често на овие настани што се организирани, го гледам вашиот труд и се приметува вашата ангажираност. Тоа е секако за пофалба. Секако дека имате многу бројни настани кои што се одвиваат генерално преку ден, но имате и такви што се одржуваат и навечер, имате што се одржуваат преку викенди, имате и настани кои траат и повеќе денови. Така да, навистина, вие код тројца сте добар тим, секојаш сте расположени, секојаш сте на располагање на тие што организираат или што учествуваат во самите настани. И тоа, искрено ви упатувам поддршка и ви честитам за тоа, бидејќи знам дека треба и многу енергија и одвоено време и нерви пред се за такво нешто, например затоа што еден од оние што ми се допаѓа од настани е интернационалната ликовна колонија која што веќе трае пола век и вие работите заедно со музеј, Националната установа музеј Куманово, каде што и они исто така се затапени и заеднички со нив соработувате добро, бидејќи одам на тие настани секое лето. Минатата година, сега 25-та беше во етно село Тимчевски, имавте гости од разни држави, имаше од Бугарија, од Србија, од Романија, од Турција претходна година имаше, така да вие постојано сте таму, значи заедно и со колегите што се ваши од музејот и едноставно мислам дека скоро 24 часа поминувате со тие луѓе, сте им достапни за било каква нивна потреба, дали материјали им затребало или било што. Така да секако тоа е надвор од вашите од времето кое е нормално за работа, односно нормално работно време од 8 часа.